Со Благоје Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Овој продолжен викенд за многумина, иако вчера беше официјално работен ден, е по повод Денот на трудот, 1 мај. Вие како синдикат не се приклучивте на протестите кои се организираа, да речем, традиционално од Сојузот на синдикати. Вие и лани, колку што видов, не сте се приклучила на протестите затоа што имаше техничка влада и така натаму, но која беше причината да оваа година сметате дека треба во кругот на семејството да се помине празникот наспроти она што е самата символика на празникот, а тоа е да се оди на улица? Па не би рекол дека тоа е традиција ке нас. Тоа се случуваше претходните 3-4 години, кога ние имавме проблеми, па го начнавме на излегувањето на 1 мај на протести. И тоа излегувавме на протести, не на првомајски маршеви, како што некој милуваше претходно да каже. И тогаш кога имаме потреба да излеземе и кога сме имале потреба, ние ни 1 мај не сме го чекале, туку секојаш и секој ден сме можеле или сме организирале кога и да требало протести, сме организирале штрајкови и така натака. Она што вие го напоминавте, ниту лани не излегавме, ги повикавме сите политички партии да ги кажат нивните намери, што имаат намера во делот на работничките права, тоа беше, знаете, пред изборите. Тогаш се појавија и дел од владеачките партии ке нас во просториите. ВМРО, Левица и знам колку што ви. Да. И она што го ветија како политички партии, еве полека, но сигурно го остваруваат. Не осеќаме дека треба да се трошиме и ние како синдикати и членството да го трошиме за нешто што сега функционира. Ако треба символично да го изразиме, треба символично да го изразиме. Ако некој мисли дека треба протести, дете си прави протести, тоа е нивно право. Си бараат она што го зацртале да го бараат и така натака. Да, им дадовте некој вид на аргумент. Слушавме дека во изминатите денови излегува со квалификации дека КСС се умилкува на владата и дека сте еден вид продолжена рака на власта во рамки на синдикалното организирање. Па да, ги слушавме што зборат и ние ги слушавме. До сега не сме имале практика и мисламе крајно некоректно од нивна страна што не прозиваат нас. Ние не сме имале практика да ги прозиваме Сојузот на синдикати, но еве сега за прв пат ќе кажам, оној синдикат кој што беше вазал на власта 5-6 години, кој што ја виткаше кичмата и ги упропасти работничките права, и затоа се платите и во јавниот сектор и платите во Македонија такви како што се, сега излегува и нас не прозива за нешто што во изминатата година направивме многу за работниците, поготово во јавниот сектор, затоа што ние сме 95% конфедерација која што делува во јавниот сектор. Тука имаме зголемување на платите во образованието и тоа 24-та година кога не требаше да има зголемување на платите во здравството, кога не требаше да има зголемување на платите во полицијата. Ако се сеќавате 24-та година согласно колективниот договор член 14 требаше тогаш да се извади минималната плата од законот и требаше да има промена на законот за административни службеници. Ние секојдневно бевме пред собранието или во собранието, обидувајќи се да го спречиме тоа. За среќа наша, тој закон не се промени, работниците добија било такво какво што добија усогласување на платите, тогаш 2500 денари, сега 1800 денари, и еве разговараме и повторно да се зголемат платите, требаше да се зголемат од 1 мај, ама пустата желба да бидат главни направија обструкција од ССМ и УПОС и еве до 1 мај неаме договор, иако имавме понуда од владата, уште 7% се зголемат платите. Сакаат да бидат единствени потписници и со тоа да го залажуваат членството дека они се потписници на тие колективни договори и ако не се членови во нивниот синдикат нема да го добијат тоа покачување. Тоа си изнаслушавме во претходните 5-6 години. Не успеа и на таков начин да не уништат. Сега не знам. Тоа што се испострирани, што еве ние успеавме ни социјален диалог да го добиеме, тоа што не го добивавме во минатите 5-6 години,
Тоа е нивни пек. Ако сакаат да се придружат, ние секојаш сме им давале рака и секојаш сме ги повикувале, дури беа и повикувани од владата, заедно со нас да седнат на маса и да преговараме за покачување на платите. Едно од нивните најзвучни барања, кое вие не го поддржувате, е минимална плата од 500 евра. Тоа е доста вака популарно да се побара и од тој аспект како синдикат, можеби на дел од јавноста е чудно, зашто и вие не би барале колку што може повисока минимална плата да добие работникот. Вака цаци. Ние не дека не бараме 500 евра минимална плата, ние бараме и 600 евра минимална плата. И ајде сега ќе се сетиме како почна од септември. Од 450 па дојде на 550, па на 500 евра, па ги поддржувала една од коморите дека ќе им даде 500 евра плата. Тоа беше Северозападна комора, така. Знаеме кој беше директор пред 7-8 години на таа Северозападна комора и знаеме од каде излегуваат тие нивни популистички барања. Директорот, ќе кажам јавно, беше поранешниот вице-премиер Битики. Платите во минималната плата треба да расте согласно закон. Ние имавме закон за минимална плата кој што се донесе во 2012 година и е за јавноста да знае и да и биде појасно на јавноста, во 2008 година за 1 мај на сите плоштади кога ССМ нигдека го немаше, КСС собра 48.000 потписи, со што ја иницираше носењето на минималната плата. Таа плата растеше во тие моменти и по таа формула од 8, 9 до 10% секоја година. За жал, со ваквиот популизам, неводењето на грижа за работничките права, не имплементирањето на законите во целост, доведе да таа минимална плата, согласно тој закон, расте до 1 до 2%. Сега, кога ќе дојдеме во ситуација, кога видоа дека минималната плата не расте, почнаа со популистички мери. А од друга страна, тој исти закон за минимална плата пишува дека платите треба да се усогласат во рок од 6 месеци. 2017, 2018, 2019, 2020, 21 тек во 22 почаа да се усогласуваат платите. И е една паралела сега да ви кажам. Ако во март 2022 платите во јавниот сектор на оние со средно образование се движат од 14.500 до 16.495, каде што минималната плата беше 18.000 денари, тогаш ССМ излезе со упад во нашите протести и во штрајкот на СОНГ. Ако се сеќавате, тогашниот председател користеше фрази од она се или нешто на Лила Филиповска, не може јаким така се однесува, понудата важи, понудата не важи, и направија упад каде што на голем дел на некои се зголемија за 14% само да дојдат до 18.000, се направи урамниловка, а на оние погорните се зголемија за 1,3, 1,9, 1,8. И мислам тоа е срамота сега некој синдикат кој што го прифаќал ова, виткал кичма, бил базал, сега да кажува дека треба да бидат поголеми платите. Да, платите се поголеми, затоа што еве го членот 14 пишува дека во 23 година треба да се качат 10% во јавниот сектор. Што пишува во членот 2? Она која се смеевне лани во септември, сите и цела Македонија која се смееше. Доколку индексот на трошоците на живот во првите 6 месеци во 2024 споредено со индексот на трошоците во првите 6 месеци од 23 надминува 3%, основна бруто плата на вработените во јавниот сектор ќе се зголеми во процентуален износ за разликата од 3%. Колку беше предвидено со овој колективен договор? 0,7%. Колку добија вработените во јавниот сектор? Добија 2500 и добија 1800. Тоа е 4300. Ако земеме на плата на државен советник од 40.000, тоа е повеќе од 10%. И ако земеме дека на крајот, кога се подпишуваше тој колективен договор, ставија една одредба во членот 47 став 4 за да се заштити тогашната влада, мислејќи дека уште ќе остане на власт, дека коефициентот на сложеност на работно место ќе се усогласува со номиналниот раст на БДП. И вика доколку истиот е понизок од растот на просечната бруто плата. Зашто бараат сега 12,6 кога самите подпишале дека треба да биде 10,1?
Добро, вие рековте дека има социјален диалог кој што дава одредени резултати. Она што се уште е нејасно, кој ќе ги застапува, кој ќе биде репрезентативен синдикат. Имате ли вие почнато постапка за да го добиете тоа место на преговарачката маса, условно кажано, со владата и со работодавачите? И до каде е таа процедура? Кога очекувате дека ќе се знае дали ССМ, дали КСС е репрезентативен синдикат? Вака се. КСС е голема синдикална конфедерација, каде што брои преку 1100 синдикални организации. Почната е процедурата на собирање на списоците по сите 1100 синдикални организации. Тоа е голем процес. И мислам дека во текот на овој месец дека тоа ќе заврши и дека имаме доволно бројка за да бидеме репрезентативни на национално ниво, она што ни се одзимаше во претходните години. Сега, ако ССМ се жали на таа репрезентативност, дека во декември поднеле така, се уште беа они членови на таа комисија за репрезентативност. СОНК во декември ја доби репрезентативноста, затоа што имаше доволно членство да ја докаже. Па сега јавноста нека размисли кој е проблемот на ССМ, зашто е проблемот на ССМ, дека комисијата се променила и дека комисијата не функционирала 1 месец или 2 месеца. Мислам дека треба на сите да им биде јасно што се случува таму и она што е многу битно, сакаат они да бидат тие што ќе ги подпишуваат договорите и само они. Не е проблем, нека ги подпишуваат. Но они тоа го злоупотребуваат, затоа што ги уценуваат луѓето, крешејќи ги меѓународните конвенциите на Меѓународната организација на трудот, крешејќи ги законите и уставот, уценувајќи ги луѓето дека не смеат да излезат од синдикатите. Сега луѓето се ослободуваат, онаму каде што не зимаа плата, онаму каде што не им беа покачувани платите, а беа кени. Нормално е дека луѓето сакаат да го напуштат тој синдикат кога немале никаков бенефит и биле под притисок 6-7 години. Не е проблемот во репрезентативноста, проблемот е во нивното претходно работење и ова го кажувам затоа што бевме прозвани и до сега не сум имал во нивното претходно работење кое што сега работниците и како го казнуваат. Господин Раповски, има уште многу теми поврзани со синдикатите, ќе имаме и следни прилики за разговор. Би сакала само за крај еден кус коментар за вршија мерките на владата со кои се правеше обид да се стави контрола на растот на цените преку регулирање на профитните маржи на барем на основните производи. Во моментов нема мерки, тоа не е работа на синдикатот, меѓутоа во еден поширок контекст влијае на стандардот кој што го имаат граѓаните и работниците. Очекувате ли дека во овој дел треба да се продолжи да се интервенира или треба да се остави пазарот да регулира колку ќе плаќаме за основните производи? И како е работа на синдикатот, затоа што тоа што колкава ќе биде инфлацијата, толку ќе ни биде остатокот од процентот покачување на платата. Имавме периоди каде што добивме 10%, а 20% беше или 30% инфлацијата. Да, видовме дека дадоа одредени значи подобрување во делот, намалување на цените и мислам дека и ние, и вие меѓумите, и ние синдикатите, сите заедно треба да го следиме она што ќе се случи во месец мај, да видиме дали повторно трговците ќе се дрзнат да ги покачуваат цените и мислам дека беше најавено од страна на владата, затоа имаат целосна поддршка да воведат нови мерки и ние ќе го следиме текот на цените, ќе видиме каква е стојбата на терен и мислам дека граѓаните заслужуваат да имаат едни фер цени во маркетите, затоа што доаѓаме во ситуација дека основните прехранбени производи се поскапи него во Србија, Црна Гора и така натаму. Да, гледаме дека Министерството за економија е при крај со изработката на таа кошничка, која тие не ја нарекуваат синдикална, како што е она на ССМ. Вклучени сте на некој начин во тој процес и давате поддршка да се изработи друга, а не она синдикална која произлегуваше од синдикатите? Вака сега, ние сите синдикати беа повикани таму за да дадат своје мислење во делот на таа нивна синдикална кошница. Знаете дека нити во минатото не интересирало, нити сега нас не интересира инфлацијата која објавува Државниот завод за статистика, но
Она што ќе биде представено пред нас, пред синдикатите, ние се што е во интерес на работниците ќе го поддржиме. Господин Ралповски, благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам на можноста.